Ishte para parë të vlente vetëm për vitin 2016 si mënyrë për zgjidhjen e krizës politike, por megjithatë qeveria teknike e dakurduar me marrëveshjen e Pergjinës mbeti 10 vjet. LSDM-ja, e cila nuk ishte pjesë e takimit të liderëve të mbajtur të mërkurën, thotë se qeveria teknike ishte dakurduar me qëllim që të parandalohen keqpërdorimet e institucioneve para zgjedhjeve, por konfirmon se disa cikle të fundit janë organizuar në mënyrë demokratike. Edhe pse është kështu, qeveria teknike ende është pjesë e ligjit. Кога се преговараше 2018 година во однос на референдумот, поддршка на референдумот и така натаму од ВМРО-ДПМН, на средба помеѓу тогашниот премиер Заев и лидерот на опозицијата Мицковски, едно од барањата на Мицковски беше да се врати преодната влада повторно во законот за влада. Затоа што смета дека на тој начин опозицијата ќе има механизми со кои што ќе учествува во креирање на поволен политички амбиент за фери демократски избори и тогаш Социјалдемократскиот сојуз прифати да се врати техничката влада, односно таа преодна влада во закон за влада, се врати како преодна влада, меѓутоа не се стави посебна преодна одредба со која што ќе кажеме да ќе важи за еден изборен циклус и така натаму, туку важи во континуитет. Sipas Pasovskit, bisedimet për shfuqizimin e qeverisë teknike duhet të zhvillohen me praninë e faktorit ndërkombëtar. Овој разговор за техничка влада, преодна влада и така натаму, ако се води, треба да се води во рамките на најголемите политички партии во собранието и секако со меѓународната заедница, за да се изанализира од секако можен аспект. Ние сметаме дека треба сега да продолжи за следните парламентарни избори истиот начин на функционирање на техничката влада. Pikërisht kjo është një nga opsionet që I përmendi Mickovski pas takimit të liderëve në të cilën LSDM-ja nuk mori pjesë. Знаете дека тој закон се менува со просто мнозинство во парламентот со 61 глас за. Сепак мојот предлог беше да не го правиме тоа на сила без нивна согласност, туку да донесеме измени во законот во кој што после следните избори, тие кои што ќе следат, тогаш да не важи техничка влада. Еве да важи за овие. Ако толку тие инсистираат да важи за овие избори техничката влада, еве измените кои што би ги донеле, да не ги опфатат следните парламентарни избори, туку некои следни кои што ќе следат потоа. Ndryshe, sipas ligjit ekzistues, qeveria teknike formohet 100 ditë para zgjedhjeve, ku kryeministri është nga qeveria aktuale, ndërsa 5 ministri ndahen mes pushtetit dhe opozitës. Çështja e qeverisë teknike është hapur disa herë. E fundit u formua më 28 janar 2024 para zgjedhjeve të 8 majit me kryeministër Talat Xhaferi nga BDI. Më herët, qeveri teknike pati në vitin 2016 dhe 2020.